Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска беше доведена во кривичниот суд откако беше уапсена во нејзиниот дом поради вмешаност во случајот рекет. Возилото во кое беше Јанева директно влезе во гаражата на новата зграда на кривичниот суд во Скопје, па бројните новинарски екипи немаа можност да ја забележат. Таа е изведена на распит пред судија на претходна постапка. Полицијата денеска два пати вршеше претрез во домот на Јанева во Козле по налог на обвинителството. По првиот претрез во нејзиниот дом беше однесена во канцеларијата на специјалното јавно обвинителство, од каде и беше одземен компјутерот, а потоа повторно беше вратена во домот во Козле, од каде со камион беа изнесени мебел и други предмети. Претрез беше вршен и во нејзината куќа во Гевгелија. Обвинителството бараше притвор за Јанева поради основано сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување и заради стекнување лична корист. Државниот обвинител Љубомир Јовески денеска рече дека Јанева се сомничи дека преку веќе осомничените двајца во рекет Бојан Јовановски познат како Боки 13 и Зоран Милески Кичец, кои веќе се во притвор, влијаела да му се олесни мерката притвор на бизнисменот Орце Камчев, осомничен во случајот Империја на СЈО. Сите тие прашања се отворени, во овој момент доказите се несоборливи дека имотната корист со која се стекнала е околу 298.000 денари, се работи за предмети во тој износ. Боки 13 и Зоран Милески Кичец се осомничени за трговија со влијание, односно дека од Камчев земе 1,5 милиони евра за кај Јанева да издејствуваат повластен статус за Камчев. Јовески рече дека централно прашање е каде се парите, но оти нема индиции дека завршиле кај политичари од земјава или во странство. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска соопшти дека УЈП до петок ќе даде налози за отпочнување контроли кај физичките и правни лица поврзани со случајот рекет, односно во 1 ТВ, Меѓународниот сојуз, БМЈ груп и други фирми.